Оперскиот пејач Иван Наумовски музиката ја сака од кога знае за себе. А од моментот кога првпат стапнува на сцена, знае дека токму тоа е местото каде што се чувствува пријатно и каде што сака да се гледа во иднина. На светските оперски сцени, каде што ја споделува својата виртуозност со многобројната публика која ужива во неговите интерпретации. Има импозантно музичко образование. Магистар е на два престижни универзитети во Австрија, во Виена и во Грац. А во моментов работи како доцент на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ова утро утринското кафе имам чест и задоволство да го испеам токму со него. Доцент магистар Иван Наумовски, кој што пред некој ден ја доби наградата за маж на годината со најдобар стил, што беше повод и причина да се сретнеме утринава. Тука, Иван, честитки пред се за наградата маж со најдобар стил за 2023 година. Ти благодарам, Ирена, пред се за прекрасната најава. Морам да признавам, вака требаше да се штипнам малце дали сум ова јас. И чести задоволство ми е да го испијам утринското кафе со тебе. Ти благодарам наистина. Очигледно и скромност е уште една карактеристика што те краси како млад човек и како уметник. Ова што јас го кажав е само дел од твојата навистина богата биографија, што е потврда дека многу професионално, многу посветено и многу одговорно пристапуваш кон музиката и кон твоите музички амбиции. На крај сме на 2023 година, која што беше успешна за тебе на многу полиња, па ајде да почнеме токму од тука. Како ти помина годинава, кои се најзначајните нешта што ти се случија во 23-тата? Од каде да почнам? Точно е тоа дека сум скромен, можеби си се шалиме вака со фамилија и со друштво, но дефинитивно еден совет што еден постар човек еднаш ми го даде беше што и да се случи, остани на земја, ако сакаш да имаш во континуитет на долга кариера, затоа што кариерата во оперската уметност и генерално во сите, мислам ти најдобро знаеш, во континуитет веќе си позната, имаш голема кариера, да останеме на земја цврсто, со двете нозе на земја и се едноставно да прифаќаме како нешто што навистина треба у нас да ни се случи. Да се потапшаме по рама, ама да не го земаме здраво за готово, ама навистина да останеме на земја и скромни. Од каде би почнал? Би почнал од тоа дека па сакав подобар човек искрено да бидам оваа година и следната целам кон тоа. Мене факт е дека тоа ми е на прво место. Професијата ми е на второ, затоа што ако сум подобар човек и фамилијата околу мене, пријателите, сите едноставно ќе чувствуваат мојата енергија на сосема друг начин и со уште позитивна сфера вака околу мене, да кажам. Би издвоил оваа година имав прекрасни патувања во Виена, во Република Австрија, во Ахенкирх, во Тирол, тоа во Бундесландот, едно прекрасно место каде што настапував во еден хотел на една гала вечер на еден фестивал. Потоа дефинитивно би го издвоил, сега беше тазе што ви се рекло во септември, рециталот во Киперон, во Франција, каде што во Париз имав прво со врвни уметници, потоа имав рецитал со композиции од 19 век и од почетокот на 20 век, германски композиции генерално, со рецитал исполнет со уметнички песни. За после тоа одма да се случи еден повик од Fashion Group Македонија за да влезам и во некои непознати води како модел. Снимав за кампањата есен-зима за Fashion Group Македонија 2023-2024 година. Тоа беше така едно ново искуство кое што можам со задоволство да кажам дека може да беше главен хајлајт оваа година покрај сите концерти во Виена, а во изминатава година, еве, сега ќе трнеме малце скромноста на страна, ќе си се пофалам, имав 58 концерти оваа година. Што дури јас бев изненаден, баш ги броев имав за еден друг медиум интервју пред некој ден и баш ги броев концертите, велам да кажам точна бројка 58 концерти. И моите студенти имаа концерти и уште еден хајлајт да кажам, еве, не смеам тоа да го заборавам, со сите сили јас и ги пофалам моите студенти еве од мојата класа, направивме концерт на класата на професорот Иван Наумовски, еве. И беше прекрасна вечер, едноставно бев горд професор.
Да се пее на 58 концерти, потребно е да се одржува гласот во безпрекорна кондиција, но и да се внива на психофизичка кондиција. Колку е тешко да се оствари сето тоа, паралелно со сите оние секојдневни обврски кои што ги носи живеењето и професијата, но и приватниот живот. Лесно не е, но искуството и начинот на живот кој што го водев едноставно, правев грешки и од тие грешки научив многу добро да балансирам, да знам во колку часот да легнувам, во колку часот да станувам, дали ќе ми треба добар сон, дали нема да ми треба, дали не можам да имам добар сон затоа што треба многу рано да станам. Многу исто зависи од тежината на репертоарот кој што го пеам, настанот каде што настапувам, која тежина има, од која магнитуда е, да кажеме. И едноставно балансот е се во животот. Човек треба најдобро да си го знае своето тело, затоа што телото е поврзано со, односно гласните жици се поврзани со телото и треба да си го знаеме својот инструмент, како што виолинист си го знае инструментот и не го остава надвор кога врне, едноставно во футрола си го носи инструментот, или трубач, или кој да е кларинетист и гитарист. Исто така гласните жици и гласот, кој што е поврзан со телото, треба добра грижа да водиме, да спортуваме редовно, но да знаеме до која мера да спортуваме, затоа што ако имаме, например, да кажеме, прост пример ќе кажам, запалење на мускулите, едноставно утредента и 2-3 дена после тоа ќе биде голем проблем за пеење, затоа што телото нема да функционира. Пред се тука ќе бидеме уморни, а тука кога сме уморни телото секогаш е најуморно и нема и ни концентрација да имаме. И така некако тој баланс го најдов. Велиш дека е многу важно кога се легнува и кога се станува, па кога тебе ти почнува денот, дали си ранобуден и како всушност се активираш наутро? Како ти почнува утрото? Па ранобудник не сум искрено, повеќе не сум ни некоја нокна птица да бидеме искрени. Утрото ми почнува, морам да го отворам телефонот, да видам дали има некој нов мејл, дали има некоја порака на социјалните мрежи, да видам што се случува и ми започнува со кафе. Предпоставувам на секој македонец утрото вака му започнува со кафе, така да ништо вака надвор од рамката не кажав. И најважното од се, тоа не смеам да го заборавам, би започнал со насмевка каков и да е денот надвор. Без разлика дали е матно, дали е мрачно, дали паѓа снег, добро, тоа го обожавам. Ајде сега сонце дали е, па еден убав сончев ден, знае некојаш и доседен да биде, некојаш дури поубаво и врнежливо да кажеме. Скопје во пролет кога врне е навистина прекрасно. Секогаш се смеам, без разлика кај да сум на планетава Земја, секогаш се смеам. Некаде еднаш прочитав дека не ти почнува денот со музика, за разлика од останатите нас. Ја наутро сакам да си пуштам музика. Тоа ми е едно од првите работи што ги правам наутро, а ти веројатно затоа што те очекува музички ден секој ден во твоето секојдневие, утрото сакаш да ти е по-тивко. Апсолутно секако Ирена што го кажа. Многу ми е мило што слушам дека денот ти почнува со музика. Тоа е прекрасно. Мене не ми започнува со музика на вистина, затоа што ме чека музика. И знаеш како, кога бев помлад во тинеџерските години, да кажеме, кога не работев со музика, едноставно во средна школа одиш со друштво, слушав музика премногу често. Сега музика слушам само во автомобил кога се возам. Или кога играм шах, ставен сум така со мозокот фокусиран кон шахот и на медитација сум ставен така и ајде сега на стендбај сум со мозокот и музика ќе слушам. Иначе не затоа што навистина и многу внимавам и за ушите да не страдат, многу е важно тоа, затоа што моите студенти имаат вака глас да се каже и во соба често на факултетот за музичка уметност кога пееме заедно, треба човек да внимава малку и секој ден ми е генерално исполнет со музика, така да плюс музика која би слушал, обично слушам некогаш кога сакам да се релаксирам класика, кога сакам нешто ново да научам, одам буквално надвор од класика, од репертоарот, слушам секаков вид на музика, дури ја искрено ќе си кажам, обожавам пејачи, например, ќе го спомнам покојниот Шабан Шаулич, феноменален пејач, дури него го слушам, значи немам, како ви кажам, и рок слушам, обожавам рок да слушам, 50-тите, 60-тите, 70-тите години, тие декади што се, тоа ми е така, па сега ми стана попозната музика, ми беше многу непозната, 80-тите и 90-тите ми е многу позната музика, како дете ја изслушав, и сега едноставно слушам се што е добро и што има квалитет, затоа што нема
бранша, музичка бранша која што нема квалитетни пејачи, изведувачи, музичари, музиканти како и да е, и се учи од сите. Јас ги сакам сите стилови на музика, ама музика од Сабајле не можам да слушам на вистина. Сакав да прашам дали слушаш македонска народна музика, меѓутоа очигледен не е одговорот веќе, затоа ќе го прескокнам тоа прашање. Ни откри дека го сакаш шахот. Што уште те релаксира, на кој начин уште си даваш одишка, ги полниш батериите? Ирена, да ти кажам вака, најискрено кога ќе отидам во кафана со другарите, најмногу тоа ме релаксира. Покрај шахот, покрај скијање и сноубординг почнав пред неколку години да бордам напоредно. Ама кога сум со другарите или со фамилијата, едноставно тоа ми е, не знам си ги полнам батериите на начин на кој што не си ги полнав во последниве 10-11 години додека ги поминав во Република Австрија. Друго е, магнетното поле е друго околу мене, таму друго е тука. Тука има луѓе кои што ги познавам, еве тебе те познавам веќе не знам колку години, цифра стана, кога првпат ја ги тебе во емисија отидов ми текну еднаш 2016 или 17 година да така нешто беше, да. И мислам, еве, те знам и тебе и сите луѓе вака тука кога ќе ги сретнам по улица, многу често сретнам луѓе со кои што сум имал сум делел некаков момент од мојот живот. Тоа не го имав тоа таму. Таму ми исполнуваше најмногу работата кон музиката. Мислам, нема потреба да го спомнам тоа. Јас да можам да работам од понеделник до недела, да можам да работам по 8 часа само со музика, јас би ги работел и целам кон тоа. Не би сакал се нови некои нешта да откривам, али ајде следниот пат кога ќе се видиме во емисија. И едно целам кон тоа и навистина тоа ми е најтака, како да ти кажам, ме исполнува, но медитирам кога сум со друштво, со фамилија, кога играм шах, кога играм тенис, да не заборавам. Тенис ми е буквално мозокот ми исклучен и само кон тенисот ми е фокусиран, затоа што имам многу надпреварувачка природа, да кажам. И скијање, планината ја обожавам. Тоа е тоа. Знам дека и ти ги обожаваш планините. Да, Иван, само пред неколку дена се најде меѓу оние мажи кои што ја имаат таа чест и задоволство да бидат наградени со статуетките за маж на годината. Ти беше победник во категоријата за маж со најдобар стил на годината. Нормално дека и сценските настапи бараат една посебна свечана нота, но за да се добие една награда како маж со најдобар стил на годината, значи и во приватните моменти да еден маж да е дотеран, да е стокмен, да внимава на секој детал, да внимава на тоа да е нели адекватно облечен за секоја пригода во секој период од денот. Па ајде малку за твојот стил, во што најудобно се чувствува, што најмногу сакаш да носиш, колку е различен стилот што е задолжителен на сцена од оној што го преферираш приватно? Многу во прашање ми се допаѓа навистина и ќе дадам еден многу интересен одговор. Кога ќе ставам костим во опера, дури кога ќе ставам еден смокинг или еве на настанот за маж на годината бев исто така со еден многу интересен смокинг, нешто се случува, джик, едноставно станувам човек за сцена, готово крај. Како Иван како да е ликот кој што треба да го глуми, да речеме. Јас си останувам повторно, јас со сите мои финеси и со сета моја енергија, но се преобратувам во една личност што едноставно за како да не знам во тој момент, јас за ова сум роден, ова сум јас навистина. И комотно се чувствувам на сцена, буквално јас ја обожавам сцената. А во слободно време обично се облекувам и не е тоа толку едноставно човек да внимава цело време што постира на социјални мрежи, каква облека постира на социјални мрежи. Многу внимавам да не бидам досаден со облеката, затоа што ако носам, да речеме, едно сако или една кошула или еден джемпер, не знам, 10 на 10 слики, така 5 од тие 10 слики да бидат со еден аутфит, мислам, не е баш во ред сега да кажеме, вака не дека е лошо нешто, но ако сака човек навистина да се истакне во тој поглед со надворешниот изглед, треба да внимава малце. Не е тоа толку едноставно, но секогаш се облекувам како што ми налага работата. Кога идам на академија се облекувам бизнис кежуал, да кажеме, ајде. Кога ќе дојам во интервју, зависи исто какво интервју, дали е утринска емисија, дали е вечерна емисија, дали е не знам некој свечен настан. Секогаш внимавам на како да се облечам, затоа што сакам соодветно да бидам облечен за настанот и најважно е машките да водат хигиена за себе. Многу е важно тоа и секогаш да бидат чисти. Тоа е важно.
Ти помага ли некој околу изборот на гардероба што ја носиш? Чии сугестии најмногу ги земаш во предвид? Искуство. Искуство и во гардероба сум правил грешки. Искуство обично кога сум бил во врски вака и се да кажеме со некој девојки секогаш ке речат не тоа. Зошто не тоа? Затоа што така и така. И учиш едноставно. Најмногу ми помогнале жените во мојот живот. И од фамилија. И девојки да кажеме со кои што сум бил заедно, затоа што многу интересно жените имаат многу убаво око за естетика. Навистина, многу се креативни, имаат убаво око за естетика и јас го попримив тоа. Вага сум во хороскоп и читав дека вагите исто така сакаат естетика, така да некако ми одговарат. Да, има една мисла која што вели мудриот маж секогаш ја слуша жената. Така е, моето немам его кога се работи за критика или дали е добар збор, дали е позитивна критика, какви да е критиката, немам его на вистина, туку ќе се подразмислам, нема тоа да влезе од едно уво да искочи од друго, многу убаво ќе се подразмислам, дали тоа е на вистина така. Аха, во ред, така е. Можеби жената има право, можеби господјата има право, можеби господинот има право за нешто што ќе каже. Трошиш ли многу пари за гардероба или си умерен и што е со асесоарите? Кои асесоари тебе ти се најомилен? Умерен сум, има некои парчиња за кои што, тоа го сакам и крај, многу пари не трошам на вистина, затоа што генерално имам се што ми треба и сега кога би купувал некој парче би било на вистина нешто што го немам во гардероба, дали е од боја, дали е од стил, дали е нешто помодерно, многу пари не трошам, да бидеме реални. А аксесоари, не знам дали мислам ти ме пратиш на социјални мрежи од поодамна, јас обожавам рачни часовници. Навистина обожавам рачни часовници, имам цела кутија дома со 7 или 8 рачни часовници. Обично сакам да се автоматски и на навивање или вака да се автоматски, нели кога се движи раката едноставно натре целиот механизам работи, затоа што чувствувам некоја поврзаност со рачните часовници и можам да се поврзам затоа што они како да живеат. Оние со батерија што се кварсните не ги обожавам многу, но рачен часовник кој што е автоматски, како да живее, со него најмногу се поврзувам и секако ги бирам спрема аутфитот како што сум облечен и аксесоар марамчиња обожавам. И имам и кравати, но марамчиња обожавам. Иван, само неколку дена не делат од новата 2024 година, каде и како ќе ги поминеш ти празничните денови? Па, јас ќе ги поминам празничните денови работно. Недавно, пред 2 недели точно, станав дел од ансамблот на Голд Фелиција Кабарето, каде што ќе изведувам некои оперски ари и некои песни од мюзикал. Имам многу интересни колеги со кои што некогаш исто така на времето делев цена тука во Скопје во Македонија и ќе ги поминам во Македонија, во Битола, со настап, имаме специјална програма. Ете, мило ми е што сум дел и од некоја нова кореографија, од танц, од мюзикал, од нешто што на вистина немав ја искуство претходно и мене ми ова исто така како да заплива во некои нови води, но секогаш си велам, ако можеш Иван нешто добро да правиш, ти ако сметаш дека добро можеш да го правиш, ако сметаш дека можеш да го износиш, оди направи го, затоа што животот е на вистина краток за човек да остане само една работа да прави во животот. Еден ден криво ќе му биде. Ево искрено ти кажам, мене ми било криво за некои работи во животот што се случиле и решив дека никогаш веќе нема да си дозволам да ми биде криво. Да пропуштам нешто и сакав ова да го направам. Ново искуство е, класичната музика апсолутно останува мојата прва љубов и јас си останувам во класична музика, но еве почнав со мюзикал така повеќе да кажеме, тоа ми дава еден нов жар, нов огин вака во телово, ми дава што сакам да го работам и да го совладам. До кога ќе трае тоа не знам, се надевам дека ќе трае доста и тоа ќе правам за нова година работно. Музика. Значи работно и на нешто ново, на нов начин ќе ја заокружиш 2023-та, а што посакуваш во новата 2024-та? Која е твојата најголема желба или најголема амбиција за годината што следува? Најголема желба ми е, како што споменав, од година во година да станам на вистина подобар човек. И исто така, голема желба ми е, би сакал на сите луѓе на малите екрани кои што гледаат интервјуа, да им посакам многу здравје, многу берекет во новата година и повеќе колективна свест, да се почитуваме,
да се сакаме заедно да градиме едно убаво општество, затоа што јас сум оптимист. Јас се вратив во држава затоа што сум оптимист. Им посакувам повеќе да се смеат во животот, затоа што на смевката ништо не боли, а железни врати отвора. И најмногу од се им посакувам да веруваат во љубовта, затоа што љубовта е се. Иван, ти благодарам за одвоеното време. Екипата на телевизија Алфа ти пожелува да ти се остварат сите планови, амбиции, желби кои што ги посакуваш за новата 2024 година, да те гледаме уште на многу убави настани, да те гледаме на престижни сцени и тука сме секако да ги следиме твоите активности и успесите. Ти благодарам, Ирена, но вистина сите амбиции, ти ветувам дека никогаш нема да се откажам од соништата, ќе ги сакам да вадам, да излагаат од мојата класа на факултетот за музичка уметност на вистина добри генерации кои што ќе имаат интернационални кариери. Во Македонија сакам што почесто да настапувам, исто така можеби и да не откривам сега следниот пат ќе видиме што како, ама имам амбиции генерално поголеми отколку што имав досега и се надевам дека ќе се остварат. Нека биде така. Ти благодарам уште еднаш.